Фудбалскиот клуб Победа од неодамна го смени свој статус. До пред известно време Победа беше акционерско друштво со 5 акционери, секој со собственост од 20%. Сега, 4 од 5 концесионери во клубот, односно собствениците на 80% од акциите, го подарија својот дел на тројца фудбалски работници, членови на фудбалскиот клуб Победа. Од тој момент Победа е фудбалски клуб на градот Прилеп. Од тие причини, како градоначалник на општина Прилеп, формирав координативно тело кое се состои од 9 членови. И тоа, јас како градоначалник на општината, тројца фудбалски работници од клубот кои ги примија акциите како подарок од акционерите и 5 членови на Фудбалскиот сојуз од Прилеп кои се делегати во Фудбалската федерација на Македонија. На првиот координативен состанок се договоривме дека од тој момент нема да има политика во Фудбалскиот клуб Победа. Повторувам, нема да има политика во Фудбалскиот клуб Победа. И дека наш приоритет, врвен приоритет, ќе биде интересот на Победа, на љубителите на фудбалот и на целата прилепска спортска јавност. Сите одлуки ќе ги носиме со консензус, а не со надгласување. На координативното тело се договоривме градоначалникот да предложи кандидат за претседател на клубот и кандидат за спортски директор на клубот. Двата предлога беа едногласно усвоени. За претседател на клубот да биде избран Емил Јаневски, а за спортски директор Благој Агешовски, кои заедно со актуелниот тренер на Фудбалскиот клуб Победа Дарко Крстевски да го водат клубот до крајот на првенството. Во координативното тело ќе бидат вклучени и легенди на Победа кои значат многу за фудбалот во градот и поширокот. Исто така ќе вклучиме и членови од навијачките групи од општина Прилеп. Во моментот кога Победа се наоѓа во тешка состојба, нашата помош и помошта од градот е повеќе од неопходна. Од тука се наметнуваат и целите оваа година да создадеме услови за опстанок во втората фудбалска лига, а понатаму да размислуваме да создадеме услови Победа да го заземе своето место онаму каде што припаѓа во првата македонска фудбалска лига и да игра значајна улога во македонскиот фудбал. Јас ветувам, давам честен збор дека нема да се дозволи политика во фудбалскиот клуб Победа на овој стадион и во овие простории. Победа е градски проект, Победа е надпартиски проект. Се разбира, ние овде сите заедно и не сме доволни да го подметнеме сами својот грб за доброто, за успехот на Победа и на фудбалски Прилеп. Потребна ни е помош од сите оние што го сакаат доброто на Победа, од фудбалските работници, од бизнис секторот, од целиот општествен контекст на овој град и се надевам дека за брзо време, како некогаш кога идевме со гордост да навиваме за Победа во недела, кога неделата ни беше празник, за брзо време се надевам дека истото ќе се случи. Одлуката за спортски директор, фудбалерка потекнува од самиот клуб, е паметна одлука во овој момент. Нема да должам многу, ќе кажам дека само Победа е пред се и од овој момент ќе се залагам за низин обстанок, како и за понатамошно поставување на Победа на заслуженото место и статус. Играчите имаат мојата целосна посветеност и мојата целосна поддршка и заедно со нив, со општина Прилеп, со локалната самоуправа, со навивачите, со целиот град, ќе се избориме за да го спасиме нашиот клуб. Пред се интересо на Победа, на клубот, е најбитното нешто што треба да внимаваме сега во овој момент. Тоа го знаеме и јас мислам дека ова донесување на координативно тело е многу добро и мислам дека можеби малку е закаснато, бидејќи со градоначалникот имавме ние состаноци, тој е најмногу запознат за ситуацијата во Победа и најмногу помагаше во клубот. До сега можеби и да не постоевме ако не беше градоначалникот, меѓутоа викам можеби требаше некаде после нова година да го направиме ова координативно тело и да осета пред се и јас, меѓутоа и фудбалерите една поддршка зад нас, дека знаеме дека има некој позади нас, дека постои клуб, а до сега беше малку тешко, бидејќи
Едноставно се чувствуваме како сами во градот.